Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Зашто ќе зборуваме денес? Се сеќаваме ли? Ќе отвориме прв текст за читање во книгата Дела на апостолите, 11 глава. Дела 11 глава. Кој стих? Дела 11 глава. Кој е најпознатиот стих во оваа глава? 26 стих. 11:26. Предходно во 25 стих се вели дека Варнава, еден од апостолите, тргна за Тарс да го бара Савле. И кога го најде, го доведе во Антиохија. И цела година тие се собираа во црквата и поучуваа големо мноштво луѓе. Во Антиохија за прв пат ги нарекоа учениците како? Христијани. Ова е единствениот текст во Библијата кај што се споменува зборот христијани. Кој ги нарекол учениците христијани? Неверниците. Значи, граѓаните на Антиохија. Самата реченица, во Антиохија за прв пат ги нарекол учениците христијани, значи дека некој друг ги нарекол. Дали тие самите себе си се нарекле христијани? Не. Зошто луѓето ги нарекле Христовите ученици христијани? Затоа што почеток, средина, крај на нивниот живот, на нивната вера, на нивната проповед бил Христос. Се било Христос. Христос прв, последен и најважен. Како ве викаат вас, браке и сестри? Зошто така ве викаат? Имате некоја нова вера? Шо е, например, ново? Значи, саботари, еден друг познат израз. Зошто така? Луѓето секојаш ме нарекуваат конкретно по нешто што најмногу им паѓа во очи. Нешто по што се разликувате од другите, например по саботата. Се се тоа називи што другите луѓе ги даваат. Сега да поставиме едно друго прашање. А дали христијаните себе се нарекувале било како? Другите ги нарекле нив христијани. А дали тие самите себе се нарекувале било како? Имаме ли такво нешто во Новиот Завет? Браќи и сестри, апостол Павле кога им се обрати и на евреите во Синедрионот, им се обраќа со браќа. И на сите евреи во синагогата им се обраќа со браќа. Ако читаме било каде во делата на апостолите, ако читаме било каде во Павловите посланија исто така, и во другите посланија, нема да најдеме никакво официјално име што христијаните си го давале самите на себе си. Нема да најдеме со други зборови никаква деноминација. Меѓутоа, ќе најдеме некои интересни податоци за тоа
како ја нарекувале својата вера. Прв и основен принцип, кој што го има апостолската црква, а кој што треба да го прифатиме сите ние, приватно и колективно, се наоѓа во второто послание до Коринтијаните, 4 глава, 5 стих. Второ послание до Коринтијаните, 4 глава, 5 стих. Ке прочитаме зборови кои што одговараат на прашањето зошто христијаните самите себе си не се нарекувале било како. Апостол Павле вели, зашто ние не се проповедаме самите себе си. Много интересно. Ние не се проповедаме, ние не се рекламираме самите себе си. Туку кого проповедаме? Туку Христос Исус Господ. Што се однесува пак до нас, ние сме ваши слуги поради Исус. И навистина на многу места Павле ги започнува своите посланија со овие зборови. Јас, Павле, слуга. Не знам колку го сваќаме зборот слуга. Буквално Павле вели роб. Се представува себе си како роб. Иако бил римски граѓанин, значи припагал на највисокиот сталеж, најслободен граѓанин со сите привилегии во римското општество, тој себе се представува како роб. Зошто? Затоа што е свесен дека се што има, се што поседува, му го должи на Исуса Христа. Роб на Исуса Христа, вели. Како што на друго место ќе рече, оние кои што се робови, повикани како робови во Евангелието, во спасението, да станат, повикани се да бидат слободни во Христа. А они што се повикани слободни, што стануваат тие? Тие треба да му станат робови на Исуса Христа. Ова е многу битен принцип што треба да го запаметиме. Ние не се проповедаме самите себе си. Значи, не е битно кои се и што се адвентистите. Како прво, барем нашиве народи овде на Балканот, многу и не го разбираат тој назив. Јас секам кога прв пат ми го кажа, не го разбирав и дори се чудев, па што има потреба да ми го кажуваат тоа. Јас се интересирав за Христа, се интересирав за Библијата, се интересирав за духовните теми. Што има потреба да ми кажуваш дека си адвентист? Што е тоа? Може да внесе само некоја забуна повеќе. Сега поставуваме едно друго прашање. Значи, жителите на Антиохија, кои што биле претежно незнабожци, ги нарекле учениците христијани. Самите евреи пак, како ги нарекувал Христовите ученици? Самите евреи, како ги нарекувале Христовите ученици? Имаме ли таков податок во Новиот Завет? Самите евреи, како ги нарекувале Христовите ученици? Ке се сетите на еден текст кој што неодамна беше цитиран, повторно во Дела на апостолите. Дела на апостолите е единствениот извор за историјата на апостолската црква. 24 глава. Дела на апостолите, 24 глава. Како што вели Елена Вајд, апостол Павле се наоѓа како обвинет пред највисокиот еврејски суд, Синедрионот, на кој што самиот му бил член во минатото. Много интересно да се наоѓате пред суд, да ви суди суд на кој што самите сте му биле член, а сега сте обвинет. Сте имали такво искуство. И не само што
бил суден од Синедрионот, каде што успел сепак да ги подели, уфрлајки една доктринална тема, која што ги поделила членовите на Синедрионот, темата за воскресението. Бидејќи садукеите не верувале во воскресение, ниту во ангели, ниту во духови, а фарисеите го верувале сето тоа. На некој начин Павле како да се извлекол од осуда. Успел да го подели судот. Но, во 24 глава, тој сега се наоѓа пред римскиот наместник или прокуратор, каде што е обвинет од страна на евреите и обвинет е како бунтовник. Слично како и Христос, евреите се надеваат и Павле да го обвинат како бунтовник, некој што значи представува закана и опасност за римската држава и некој, надевајќи се дека на тој начин ќе издействуваат и негова осуда. За разлика од Пилат, кој што предстоел на Христовиот суд таков, овој пат апостол Павле е обвинет пред римскиот прокуратор Феликс. Феликс на латински значи среќен, а всушност бил многу несреќен човек овој, за кого станува збор. И ден денес живееме во општество каде што луѓето имаат среќни имиња, например, познавам еден Вангел, покоен е сега, работеше како тепач на затвореници во Идризово. Прекрасно име на Евангелието, значи, а од Евангелието нула. Колко е страшно. Живееме воопшто кај што луѓето имаат имиња, што имаат некакво библиско или христијанско значење, а тие самите немаат врска од тоа. Ниту во жнивниот живот има врска се до тоа. Страшно нешто. Како му се обраќаат евреите на Феликс? Прво му се обраќаат со ласкање. Тоа е вообичаен однос на сите лингури кон политичката власт. Секогаш и насекаде со голема благодарност признаваме дека преку тебе многу почитуван Феликсе кај нас има полн мир, а преку грижите твои на овој народ му се дели вистинска правда. Бре. Самиот Феликс знаел колку се лицемерни овие зборови. Самиот Феликс разбирал дека ова е невистина. Ова лингурство што му се укажува. Римскиот историчар Тацит вели дека Феликс имал робски инстинкти кон злато, богатство. Значи, бил најпознат по тоа што ги ограбувал своите поданици. Значи, бил многу лаком, сребролюбец. Евреите го мразеле, најмногу заради тоа, затоа што имале економска штета од него. А овде гледаме, за да го осудат Павла, значи му се обраќаат со најласкави зборови. И сега што вели понатаму? 5 стих. Утврдивме дека овој човек е чума и дека крева бунтови против сите јудејци по вселената и дека е водач на Назарејската ерес. Или во некои преводи на Назарејската секта. Еве како евреите ги нарекувале Христовите ученици. Како? Партија стои. Тоа е во романскиот превод. Благодарам, многу битна информација. Ја докажува мојата теорија дека секоја партија е секта. Во ред. Како апостол Павле се брани кога се соочен со едно вакво обвинение? Во истата глава се разбира се наоѓа и Павловата одбрана, така? Ајде да го прочитаме и неговиот одговор.
Павловиот одговор започнува 10 стих. Наместникот пак му даде знак на Павле да зборува, а тој одговори. Ние никој не го прочитавме целото обвинение. Застанавме само тука кај 5 стих, не прочитавме до 9. Не е битно да го прочитаме целото обвинение. Нашата тема е деноминацијата, како биле нарекувани Христовите ученици и како тие самите себе се нарекувале. Точен одговор никако. За нив најбитен бил Христос, а не самите себе си. Наместникот пак му даде знак на Павле да зборува, а тој одговори: бидејќи знам дека пред многу години си му судија на овој народ, со послободно срце ќе зборувам во моја одбрана. Со други зборови, Павле сака да каже: знам колку ги познаваш евреите, што мустра се. Така да се надевам дека ќе најдам на разбирање кај тебе. Ти можеш да дознаеш дека нема повеќе од 12 дена откако се качи во Ерусалим на поклонение, но не ме најдоа ниту во храмот некому да му зборувам или бунт да кревам меѓу народот, ниту по синагогите, ниту пак во градот. Бидејќи Павле бил обвинен дека внел незнабожец во храмот, го осквернил храмот и разни други лажни обвинувања. Ниту пак тие можат да го докажат она што сега го зборуваат за мене. Че не можат да го докажат. Но ти признавам, 14 стих, дека според учењето кое тие го нарекуваат ерес, му служам на Бога на нашите татковци, дека верувам во се што е напишано во законот и во пророците. Дека се надевам на Бога, дека ќе има воскресение на мртвите, на праведните и на неправедните, кои тие самите го очекуваат. И затоа и сам се трудам секогаш да имам чиста совест пред Бога и пред луѓето. Ме интересира во другите преводи како гласи 14 стих. Ја земав еден стар православен превод, за разлика од новиот што е на катедра. Вие имате сигурно Константинов, имате и друг превод на други јазици. Лаптопот има еден куп преводи. Како гласи 14 стих ме интересира во други преводи? Па, ајде Константинов да видиме. Ме интересира, да. Да. Благодарам. Значи, јас прочитав во ревидираниот превод учењето. Меѓутоа, како е таму? Патот. И во оригиналот е патот. Добро, точно. Иако кога доктор Лука пишало, све било со голема буква. Немало точки, запирки, празни места меѓу зборови и така натаму. Но, исправно е, што преведувачите патот го превеле со голема буква. Зошто е исправно? Видите, христијаните, апостолската црква, поточно, не проповедале учење, како што проповедале сите други секти, филозофски, религиозни. Значи, стоицизам, платонизам, неоплатонизам, и сега можеме да наведеме поред еден куп изми до ден денес. Секајам 92 година, кога беше евангелизацијата на Самуел Моние во универзалната сала, и имаше доста добра реклама за таа евангелизација од
тогаш обединетите адвентисти во Скопје и Македонија. Така што за адвентистите дознаа дури и уредниците на македонското радио и хумористичната емисија Хирику во недела со Бајле што идеше. Така да адвентистите бе споменати во таа емисија и токму тогаш пред евангелизацијата на Самуел Моние. Не сеќавам точно што беше кажано, но беше речено, например, комунисти, што ќе речеме понатаму, баптисти, адвентисти, и беа наредени неколку такви деноминации и на крајот се сите исти. Со други зборови, ако проповедате некаков изам, па било тој и адвентизам, ако вие проповедате учење, не се разликувате. По ништо не се разликувате од другите. Затоа што вистината, патот, вистината и животот не се учење, туку личност. Значи, својата вера христијаните нарекуваат патот. Во апостолската црква, во прво време, ја нарекуваат патот. Но при тоа не мислат на себе си, ни на овој начин не мислат на себе си како црква, не мислат на своето учење, на својата доктрина, туку мислат на Исуса Христа. Оној што рекол за себе, јас сум патот, вистината и животот. Ова патот се споменува на повеќе места во делата на апостолите. Прво се споменува во 9 глава. 9 глава која што зборува за почетокот на Павловата вера, неговото обраќање. 9 глава го споменува патот. Каде го споменува патот? Вториот стих. Точно. Значи, уште како гонител на црквата, читаме и побара од првосвещеникот во Ерусалим. Савле побарал писма за синагогите во Дамаск, така што ако таму најде некој што го следат овој пат, мажи и жени врзани да ги доведе во Ерусалим. Оние што го следеле патот, го следеле Христа. Не биле следеници на некоја учење или на некоја филозофија, туку биле Христови следбеници. Го следеле Исуса Христа. Ако треба и гинеле за Него. Патот се споменува и во 19 глава. Да го најдеме и таму. Дела на апостолите, 19 глава. 9 стих. Да, но бидејќи имаше некои жестоки противници на верата, во Ефес се мисли, кои говореа лошо за патот Господов пред народот, Павле се оддали од нив, ги одвои учениците и секој ден да расправаше во училиштето на некој си тиран. Патот, 23 стих, точно, во тоа време се создаде голем бунт против патот Господов. Патот. Зошто Христос себе се нарекува покрај другото и пат? Што значи пат? Никој нема да стигне до Отецот, освен преку мене. Патот е нешто по кое што треба да одите. Значи, патот не е стоење во место. Патот не е
она справа за слабење, каде што може да се движите многу километри, ама да не се мрднете од место. Патот е движење. Христовата црква е движење. Христовата црква не е секта. Не е политичка партија, не е ниту здружение на граѓани, ниту здружение на верници. Зборувавме многу што представува црквата, а што не представува. Веќе 4 години има од тие предавања на тема што е црквата. Сега само се занимаваме со патот. Кој го нарекува христијанството пат во сите овие текстови? Имаме и во 22 глава, исто така, и во 24 глава, веќе го прочитавме тој стих. Во 22 глава, исто така се споменува патот. Кој го нарекува овде христијанството пат на разни места во делата на апостолите? Незиниот писател Лука го нарекува патот. Вистината и животот. Значи, христијаните тоа не го измислиле, го научиле од нивниот Господ. Христовата црква е движење и самата вера е растење во Христа. Значи, ако вие не растете во Христа, пример, ако сега имате исто сваќање за верата, исто знаење, како и пред 20 години, исто, значи, ако за вас верата е, вулгарно кажано, одење во црква секоја сабота и не јадење свинско, и тоа е исто пред 20 години и сега исто. Никаков духовен раст, никакви нови искуства, никакво подлабоко познавање на вестината, тогаш нешто не е во ред. Такви се повеќето верници во светот. И православните, и католиците, и протестантите. Прашите ги што верувале, како верувале пред 30 години и сега, исто. Никаков духовен раст. Меѓутоа, апостол Павле вели, како што го примивте Господа Исуса Христа. Така како што го примивте, го примивте со вера, така и што сега? Одете по Него. Точно дека вистината е иста, и дека и пред 20 години, ако сме верувале вистина, сега не треба да веруваме лага. Меѓутоа, во вистината, секогаш постои и напредок, прогрес. Вистината е прогресивна, затоа што на оние што го следат Христа, Господ им открива постепено, со тек на време, по-нова и нова светлина. Тоа е многу битно. Вистината е бесконечна, бидејќи самиот Господ е вистината и тој е бесконечен. Значи, тој духовен раст никогаш нема да престане. Апостол Павле ќе рече на едно место дека треба да растеме се додека не ја достигнеме полната мера на Христовиот раст. Но тоа е нешто што е битно, да речеме, за целосно посветување. Например, 144.000 во последното време. Но не дека таму и ќе престане, например, на новата земја нема да престанат да растат. Некои, повеќето од нас, ќе треба и физички да пораснат, кога ќе се најдат во Божито царство. Да достигнат една висина на која што се наоѓал првиот човек, кога бил создаден. И мажите, и жените, исто така. Да, добро, да речеме некои од пред потопот, може би нема многу. Но, повеќето ќе треба и физички да пораснеме, но тоа е ограничено, до некаде. Но за духовниот раст нема да има никаква граница.
Секојаш ќе се расте, секојаш ќе има нова светлина, секојаш ќе има нови знаења да се откријат, секојаш ќе има нови искуства, затоа што Господ е бесконечен. Да се дружите со Господа Исуса Христа никогаш нема да ви стане доздодевно. Никогаш. Значи, со Христа, ако поете по Христа, секојаш ќе имате нова радост, нови откровенија, нови искуства, нови благослови. Секој друг може да ви издосади. За жал и сопругата и сопругот ви издосадува. Такви сте. Такви сме. Меѓутоа, оно што ја има вистинската љубов, што го има Христа во срцето, тој знае да живее така, за да другиот го усреки, а не да бара среќа за себе си. Бидејќи, ако сте срекни во Христа, вие среќата ја имате. Сега само сакате да ја споделите со другите. Ако ја барате за себе, значи сте несрекни, значи сте без Христа, и очекувате некој друг да ве усреки. Ама пошто тие другите што ги барате и ги сакате, тие не се Христос. Не само што кога тогаш ќе се откријат слаби страни, недостатоци, мани, туку и да е најдобро нешто, ќе ви издосади. Евреите со тврди и закоравени срца и небесниот леп, маната, едно време рекле, не дека им издосадила, туку дека им се згадила на нивните души. Секој ден само мана. Замислите какъв сме ние по природа. И небесен леп ќе ни издосади. Дали постои некој што ќе рече дека плодот од дрвото на животот е нешто што ќе му издосади? Што повеќе нема да сака да го проба. Може би Господ затоа ќе направи, како што постојат некои индиции, само еднаш месечно да се зема плод од тоа дрво. Да не случајно ви издосади. Иако со нова природа нема така да се однесувате кон било што, дури кон најситните и најмалите дарови Господови, а камоли кон плодот од дрвото на животот, кој што е и самиот Христос во духовен смисол, патот, вистината и животот. Без Христа нема иднина, затоа што тој е патот. Без Христа нема вистина, бидејќи тој е вистината. Без Христа нема живот, бидејќи тој е создателот, тој е воскресението. Многу логично што првите христијани себе си не се нарекувале никако, туку 100% биле обземени од Христа, неговата личност, неговото слово, неговите дела, се што е поврзано со него. Немале време да размислуваат за себе. Дури ни за себе немале време да размислуваат. Немале време да размислуваат дури ни за своите непријатели. Има нешто што е интересно и што би сакал да кажем на оваа тема во врска со историјата на адвентизмот, тогаш зошто постои деноминацијата како таква. Зошто и на оваа зграда пишува христијанска адвентистичка црква. Апостолите имале само црква. Црквата. Немало потреба да ја даваат придавки на црквата. Тие не се нарекувале ниту христијанска. Други ги нарекле така. Ние имаме сега две деноминации. Христијанска и адвентистичка. Кога се јавува тоа? Дали првите адвентисти се деноминирале? Што мислите? Кога се јавува адвентистичката деноминација? 1860, цели 14 години подоцна. Тоа ќе останеме друга прилика
во следното тромесечие ќе размислуваме за таа тема. До тогаш ќе гледам да си ја вратам книгата, што не ми ја враќаат 3 години. Книга во врска со историјатот на Адвентичката црква и Елена Вајт и нејзините критичари, така се вика книгата. Како? Ќе видиме. Во таа книга има многу интересни цитати во врска со раната историја на адвентистите на седмиот ден и зашто тие на почеток не само што не се деноминирале, туку отворено биле против деноминацијата. Сакале чисто да го следат христијанскиот, апостолскиот пример и да не личат на другите протестантски цркви. Ке видиме дека сопругот на Елена Вајт, кога зборува за другите цркви во тоа време, самата Елена Вајт ги нарекува номинални, а тој ги нарекува секти. Тој самиот ги нарекува секти. Но за тоа, ако даде Господ живот и здравие следното тромесечие, и ќе видиме кога адвентизмот се променил по тоа прашање и зашто прифатил деноминација. Дали тоа било исправно, дали било неисправно, во кој смисол е исправно, во кој смисол е неисправно, тоа ќе останеме, ако даде Господ живот и здравие, ќе преостане да го проучиме следното тромесечие некоја сабота. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.